Во голем стил со надмокна игра во текот на целото првенство, екипата на женскиот фудбалски клуб Кучани стигна до титулата шампион на Македонија за сезоната 2013-2014 година. Заедно со пехарот на ФФМ за освоениот куп на Македонија, кочанчанки годинава освоија се што можеше да се освои во женскиот фудбал. Убаво е да се видат овие млади девојки кои што како играат фудбал. Најпрво успех е за нив голем освојувањето на овој шампионски пехар, победници на шампионатот на Македонија за 2014 година. Честитки од мене, се надевам дека ќе продолжат да работат вака, ќе бидат посветени на тимот, на екипата, им посакувам многу успех во надпреварувањето во Лига на шампиони. И нормално се надевам дека од година во година ќе раснеме сите заедно и женскиот фудбал заедно со машкиот дека ќе бележиме подобри резултати. Победата на ЖФК Кочани им ја честити и градоначалникот на општина Кочани господинот Радко Димитровски. Сакам во оваа пригода да им упатам честитки и да покажеме и на цела држава дека Кочани е фудбалски град и покрај 90 години осогово што имаме традиција во фудбалот, покрај другите клубови кои што ги имаме, еве последните десетина години ги имаме и женскиот фудбал, не е случајно што имаме прво и второ место во државата. Тука е фудбалскиот клуб Кочани, тука е фудбалскиот клуб Надос Оризари. Им честитам уште еднаш, им посакувам многу успех во Лигата на шампионите. 7 јуни ќе остане запишан како значаен датум во историјата на спортот во Кочани и на ЖФК Кочани, бидејќи е кронисана една исклучително успешна сезона за женскиот фудбал. Кочанчанки на последниот надпревар одиграа во голем стил и ја победија екипата на АС Юнайтед со 6:3. Само поради опуштањето и резултатската неважност на дуелот, тие дозволија да примат 3 гола. Дека со Штуржанки се играше речиси пријателски надпревар, потврдува фактот дека по надпреварот двете екипи ја прославија титулата на кочанчанки со заеднички ручек и забава. Оценка за успешната сезона на фудбалерките даде и тренерот Оливер Јовановски. Мислам дека ова представува голем успех не само за нашиот клуб, туку и за целата општина. Се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму и дека ќе постигнеме добри резултати и во квалификациите за Лигата на шампионите кои што не очекуваат веќе во август месец. Во ЖФК Кочани сметаат дека е одработен полесниот дел од работата, бидејќи сега откако двата пехара се во витрините на клубот, преостанува да се одговори на предизвикот наречен Лига на шампиони.